Како ги коментирате вчера објавените телефонски разговори за кои што се тврди дека се слуша вашиот глас? Благодарам. Во делот на она со разговорите, сакам само уште еднаш да потврдам дека разговорите докажуваат дека сум бил уверен дека граѓаните на нашата земја ќе поддржат демократски, а не режимски политики. Токму тоа и го потврдуваат. Тоа се докаже и на изборите, и на председателските, и на локалните избори. Денеска волјата на изборите, на народот на изборите е неприкоснована, а неконтролирана или штимана, како што тоа беше во времето на режимот или груевизмот. Тоа дека граѓанските организации се многу поблиски до демократските политики за чив предводник се сметав во тоа време, тоа го докажуваат самите разговори, отколку за режимските политики на Мицковски и на Груевски. На таа тема јас добро знам дека нема сила што може да ги контролира невладините организации и граѓанските активисти. Јас бев на 17-тиот ред, кога беа сите маршеви и протести. Напред беа граѓанските организации. По моето сваќање, профилацијата на карактерот на наши граѓани, кои што се граѓански активисти, е специфична, а тоа значи слободарска, неконтролирачка и секако апсолутно демократска. И во тој дух самото тоа и го кажувам денеска и го потврдувам. Разговорот секако уште еднаш потврдува дека бомбите се дадени до СЈО и никаде освен на СЈО. Имаше спекулација за така наречениот Чауш, кој што е член на Социјалдемократскиот сојуз, дека имал разговори, па дека тие се пуштале. Таму се потврдува дека возможно е Чауш, кој што е албанец, но и некои други, да има допир, но од кога биле селектирани од камене бомбите, дадени за преведување, за да можат да бидат објавувани. Да не заборавиме, во тоа време и Никола Груевски и Али Ахмети беа власт, ние бевме опозиција. И наша задача беше за сите владеачки партии тоа што постои инкриминација или индиции за одреден криминал да го објавиме. И конечно таму слушате и моја јасна определба за расчистување со криминалците и со криминалот. И не бегам со тоа. До ден денеска сум токму на такви стојалишта и ставови. Така да затоа дури искоментирав во функција на тоа дека тоа е афирмативно и на шега кажав дека нашиот шеф на пиар Ацко Поповски или Маријан Забрченец во владата, кои што се први професионално насочени да ги афирмираат нашите политики за борба против криминалот, за заштита на граѓанскиот сектор и правата на граѓаните, за тоа дека принципелно треба да се додржуваат секој пат работите заради самите разговори и така натаму и така натаму. И навистина мислам дека ваквиот разговор дефинитивно само уште еднаш покажува кој е карактерот на нашите политики и нашите ставови.